Јата ја зачувуваме со печат, овозможено од бисери филеви. Ама тој пусти Мастрикс, не можеше да го заборавиме. И љубовта кон театарот, не можеше да заборавиме. Кога се растуриваше Вовчево, знаеш колку плачеја народ. Многу плачеја. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симунчевци. Воските на Иван и на Афродита, на Охридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинки гумени праја и тога пропадна за најкодна. Во селото Вишни, на 7 километри од Струга, сместено на падините на Јабланица, се наоѓа црквата Свети Атанаси. Тука, наспроти Спасовден, се одигрува еден необичен ритуал, посветен на Света Спасица Вишненска. Селото Вишни се распослало во пазувите на планината Јабланица. Луѓето тука ги изградиле своите домови на надморска височина од 1100 метри. Селото е вгнездено во прекрасна шума со изобилство од бистра планинска вода. Од околните ричиња се шири поглед кон синилото на Охридското езеро и кон зеленото Струшко поле. Некогаш Вишни било многубројно печалбарско село, а денес постојано живеат само неколку семејства. Покрај камените старински градени куќи, денес има многу обновени убави викенд куќи. Вишенци од секогаш важеле за вредни луѓе, домаќини, градители и печалници. За нивниот градителски карактер зборува податокот што во својата околина изградиле дури 7 цркви. Меѓу нив е и пештерската црква Света Спасица Вишенска, кон која жителите со векови негуваат посебен верски ритуал. Историчарот професор доктор Павле Митрески е вишенец кој со љубов зборува за своите корени, за селото од каде што потекнува. Името на Вишни е што е високо. Надморска височина е 1100. И одење нема вишни, нема черешни, меѓутоа висина е. Гледате серпентини кои ќе се качиш горе, високо, високо, вишни, виви. И така дошло до името Вишни. Долга и широка историјата на Вишни, од кога е, како е, меѓутоа обстојувањето на селаните силом прилика, како и сите селани, било богато, било сиромашно, важно обстојувале низ вековите, меѓутоа миграционите движења, нарочито после Втората светска војна, а за другите тие го направија катастрофално, не само за Вишни, него за цела Македонија. Од 60-та година до 70-та година Вишни како неква чума, неква болест се ги снајде и ги снема луѓето. Имам податок 1118 души се таму живеат вишенци во Белград. 20 на куќи во Скопје, повеќе од 10 куќи во Битола, а да не зборувам Струга, Охрид. Така да Вишни се исели, денес живеат околу 15 души, така обстојуваат и за среќа градиме куќи за викенд и се бориме да го одржуваме. Вишни е обколено со прекрасна природа, шума, планинска бистра вода. Неговите граници уште од турско време биле ставени на географска карта која поседувал еден турски бег, раскажува професор Митрески. Кога најдов еден турски документ од 1492 година за собственоста на еден
Турчин бег од Охрид, кој што го зема за себе Ложани, Враништа и други села на тоа подрачје. Меѓутоа им наредил подрачјето према Вишни да не го земате и да ми дајте границата која е, да нацртате. И границата на Вишни е нацртана на карта. Е најдов на турска карта, е нацртана и врви од денешна, кај еден мост, денешно Долна Белица, излегува кај едно место на влез, се вика Орешка, од Орешка излегува Трнаслива горе, по еден трап радолишки, од една страна, а од друга страна Беличка река излегува кај денешно Горна Белица, на едно место Чртвец и границата е таа на Вишни. И останува вечно. Никој не може тој синор да го присвои. Во животот на вишенци, духовноста и христијанството имаат посебно место. Потврда за тоа се 7 цркви, а меѓу старите храмови е и црквата на среде село, Свети Атанасие, која е понова и датира од 1846 година. За една година е изградена оваква каква што ја гледаме сега. Можете да замислите со колка брзина, со каков капитал, со каква моќ вишенските мајстори и финансиски и како мајстори ја направиле оваа црква. На фрескописците им дале доста пари, и тие пари го направиле своето. Тие се од Мијаци, двајца браќа, и овде ги има написите нивни, постојат. Професорот покрај црквата Свети Атанасие ги набројува и Света Спасица Вишенска, Света Недела, Свети Врачи, Света Петка, Свети Никола. Митрески посебно ја издвојува старата црква Свети Климент, која селаните ја слават како селска слава. Секоја црква си има своја сторија, своја минатост. Посебно интересна за мене и за историјата на Охрид Свети Климент. Таа е градена, доградувана, рушена од временските прилики и неприлики. 4 пати е градена. Последниот пат, бидејќи пропадна, ѕидините и внатре, се најде еден благороден човек, наш вишенец, пред неколку години, со своји средства, 4 пат ја догради онака како што доликува и добро изградена, така да верувам на забод на времето ќе обстојува некаде уште 100 години. Тука се наоѓаат и гробишта, и тука многу луѓе на Ден Свети Климент врше обреди, и слава, и песми, и игри одржува, бидејќи селово до 1944 година имаше 1000 жители. Имам податоци и за тоа. Дека таа црква била многу ценета, јас ја поврзувам со една мисија на големиот Свети Климент, кој манастир се наоѓа во Горна Белица. Тој манастир постоеше до 1946
1947 година имаше конаци и првата постојбина на Свети Климент, многу научни работници, големи научни работници, не само од Македонија и од Балканот, нарочито и од Бугарија, сметаат дека првата постојбина токму таму се наоѓа на 2 километра јужно од денешна Горна Белица, тога не постоеше, на патот, малиот пат, еден крак Вија Егнација, кој што врви од преку Вевчани, Октици за Албанија. Меѓутоа, времињата си го направија своето, а некои научни работници денес неќе да влезат во игрите научни, ископени и таму, има и гробови таму, а и во Вишни не е истражуван, за жал. Црквата Света Врача е специјална црква, направена и негувана за дечина кои што умреле пред време. Недоносени, така на година, дена и таму ги погребуваат. И до годињево тоа се практикуваше. Еве и денес ја дотераат и таа црква. Света Петка е тука на 500 метра од нас и таа црква е изградена во место така наречено Стари куќи, а тука некогаш имало населба. Првата населба е на Вишни, токму тука, еден дел и еден крак се наоѓа во едно друго место, се вика Градишта. Има една црква која што не постои, таа е најстара, се наоѓа на едно место, се вика Варвалец. Ископините и ѕидините се уште постојат, меѓутоа не е активна уопште. На 3 километри од селото, по кањонот на планинската река Сушица, високо во Карпите се наоѓа пештерската црква Света Спасица Вишенска, која датира од крајот на 14 и почетокот на 15 век. Потеклото на пештерската црква Свети Спас, која се наоѓа на 2,5 километра од Вишни, северно, во местноста Сушица, на една височина од подножието до кај пештерската црква има 100 метра во камен, висок, равен камен. Тоа е како за снимање на филм. Години не знаев дека до толку може да биде таа црква вредна. Пештерската црква е преубава. Самиот пат до Пештерската црква е нешто преубаво. Реката која тече низ тој кањон сега е надојдена, голема. И еден прекрасен шум од вода. Пештерската црква, мојот дедо имат запис дека тој работел на патеката, градба на патеката ја обновиле. И други од селово. Самото искачување е, ако погледате од оздола, ќе си помислите дали можам јас до горе. И кога ќе трните до горе, тоа нешто ви помога, некоја виша сила, некоја поголема сила да се искачите до горе без проблем. До Пештерската црква. Кога ќе се искачите горе, имате осеќај како да сте на некој по филмови нешто ги гледаме, едни кањони, тоа е убави на зеленило, се гледат еден дел и Охридското езеро, долу е голема висина, карпите се огромни, многу е убаво.
Има фрески кои се сега нажалост оштетени, доста оштетени. Малку е Пештерската црква обновена. 1969 година јас бев директор на Историски архив, благодарение на писателот Владо Малески, беше председател на култура во Министерството, го замолив да ни помогне и направи проект. Тодор Паскали ни направи проект, инженерот, и собрав пари од општината и од Министерството за култура и за 2-3 месеци ја дотеравне онака како што треба. Се направија долу на реката 3 дрвени мостови и горе се обнови делот, беше доста пропаднато, кај што предната страна од Пештерскава црква. А натре самата Пештерска црква, фреските се, реков, доста оштетени. Има една карпа, во карпата има вода, извор, капка по капка се, како изворче мало. Тоа за здравје луѓето си се качуваат да поземат од таа вода, да си земат. За жал, тоа треба да се одржува. Меѓутоа, знаете какви сме за никаде. Не се одржува. Меѓутоа, ова црква е свето место. Е толку вредна, ретка. Такви пештерски цркви околу Охридското езеро во Охрид имаме доста многу. Меѓутоа, нашата црква Свети Спас ја равнат Свети Аранđел од Радожда. Тие се пештерски уникатни цркви кои што треба државата да ги негува. Вишни го посетивме 40 дена по големиот христијански празник Великден, наспроти празникот Спасовден или Вознесението Христово. Во светот постојат неколку светски празници, почнувајќи од Свети Јон, Великден, Божик, а секое село има и некои посебни празници. За нас, вишенците, посебен празник е, и то голем, тоа е Свети Спас. Света Спасица, таа била монахиња. Со неа имала група девојки кои живееле во едно манастирче на врвот кој се вика Бабуш, во близината на денешно Заграчани, еден врв висок. И од тука има поглед на цело Струшко поле, прекрасен поглед. И према Вишни. Меѓутоа, ако дошле турците, почнале да ги напаѓаат. И со неа живели братот и некои други монаси. Од Вевчани потекло бил братот. Таа Света Спасица, таа фамилија. И кога дошло до судир таков, неизбежен, решиле, ти брат оди, направи манастир, црква горе в планина, во Вевчани некаде, горе имат на 3-4 километра 5, а јас ќе си остана во долот Вишенски, во пештерата, таа и таа, ќе ни изградат црква. Беше една пештерка, вака преку сушитва. Ама не ми мислеше местото. Од това летнава во пештерама. И се испрене старите и црква и сега е поштоваме това. Пештерската црква е во една длабочина, а вода течи, голема вода, ама не летно време нема, меѓутоа
одредени периоди постои водата. И тука останува. Тука има разбој во каменот. 50-те, 60-те години постоеше разбојот. Ја лично го имам гледано све, али неприступачен беше, само таја влегувала тука на тој дел. Многу добро поминавме и многу добро се ги светне. И поштовавме како Господа и неја. И овој ден го државме повеќе од Великден. Селаните на овој дел, на овој ден слават, а славата се одржува во местото кај што е црквава. Во долот секој си имаме, секоја фамилија има трпеза. И во трпезата тука се печеа јаганца. Во утрешниот ден, денешниот ден, Свети Спас, се колеа по 200-300 јаганца. Кој едно, кој две, кој три, зависи од фамилии, од пријатели ни доваѓа. Јас се сеќавам многу, а посебно свирки доваѓаат 4-5 тапани кои ќе завршеа јадење, пиење, напиени на едно место, ќе излезеа пред село тука, леди на едно место. Едно играње, пеење, веселење, до касно 2-3 дена ќе бевне напиени луѓето. И таа слава беше навистина голема. Вишенци при празнувањето на Света Спасица Вишенска со векови негуваат посебен и интересен ритуал. Моштите на светицата се мијат со вино, а млада, немажена девојка, дрвеното ковчеже го носи во Пештерската црква. Некогаш во Пештерската црква и се преноќувало, но денес се оди наутро, а попладне моштите се враќаат во црквата Свети Атанасије. Раскажуваат Роза Ѓорѓиска, родена во ова село, а денес живее на релација Вишни Скопје, и 92 годишната Митра Таштановска. Станува збор за миење на коските на Света Спасица. Ама тој чин го врши млада девојка која сака да си го најди, да си ја најди љубовта на својот живот. Верува во тоа, ние сите веруваме во тоа. И сите сме ја носили, сме го правеле тоа. Еден период селото се исели и замре тој ритуал. Пред едно 10 години се јави девојка која слушала за ова наша традиција, за овој обичај, и посака да ја носи кутијата во Пештерската црква. Таа беше од Битола, битолчанка. И од тога почнаа секоја година да се пријавуваат девојки. Потребно ќе ги измијат коските со вино. Виното веруваме дека е крвта од Исус. Ќе ги освежи, значи ќе ги измие, ќе си донеси чист чаршаф и ќе си ги замотат во чаршафот цела година да седат коските во незиниот чаршаф. Утредента ќе однесат кутијата до Пештерската црква. Порано оделе со преспивање, ама сега од недостиг на време, такви се условите, не дозволуваат. Навечер тој ритуал го правит овде, сабајле ќе ја носит во Пештерската црква. После пладне ќе ја вратит во црквава Свети Атанаси. Девојките, која сакат. Било од каде, само да ја зе девојка, да ја однесит и да ја вратит. Напред на Бигорчиња оде, а сега е прописно со скали. И се уре, ама нема момич, не останал тума.
Меѓувишенци со векови се придржуваат кон обичаите кои ги наследиле од своите предци. Традицијата ја облекуваме во народна носија. Утре ќе биде облечена во народна носија. Таа што ги миеше коските ќе ја носи кутијава. Вторава девојка ќе ја носи иконата. Сега немат пријавено трета девојка за капакот, значи капакот и кутијата утре одат заедно до Пештерската црква. Утре сабајле девојката тргнува од овде, оди до Пештерската црква и останува цел ден. Значи, доаѓаат многу гости, одат, носет дарови, палат свеќа до Пештерската црква. И си се враќаат после пладне сите заедно во црквава. Камбаната нормално бие, се означува дека се враќат кутијата. И сабајле, ко ќе трнит истото. Камбаната бие, поворката си трнува. Откривање на коските, чиние кои што треба само жени да го гледат. Тоа е така, не знам, од давнина останало. А утре одат многу. Идат и од Струга, од Охрид, со поворката. За покривање на моштите на Света Спасица изработена е филигранска сребрена маска. Дојдете куќи да подновите. Легендата, не знам како да го наречам, потекнува од една жена од селово. Јас ја знам како Дада, а иначе се викала Љубица. Таа за љубов према својот сопруг од таа причина нарачала маска, да се направи сребрена маска во Романија. Дојдете куќи да подновите на гробје. Чуда се случуваат во животот, а посебно кога станува збор за ритуалот поврзан со моштите на Света Спасица. Ѓоргоска раскажува за една вистинска случка која се случила токму на овој ден. Пред селово не фати еден силен облак. Девојката да ја засолниме со кутијава под еден кров од една куќа, се појави едно виножито од реката Сушица до езероно, од прилика, така беше. Во тој момент извони телефонот. Го вади телефонот од джеп, гледат и викат дали е ова возможно олку брзо да делува. И се јавил познаник од пред 5 години што не биле слушнати. Прашуваше дали може да се најдет, да се видат. Понатака јас не знам што се случи, али возможни се чуда. И битолчанката исто си ја најде својата љубов, среќата своја. И многу. И сите ние од селово. Ви реков, која капакот, која кутијата, која иконата, некоја, сите имаме носено и веруваме дека помагат. Кој бил болен, ке не ја да појдеш, ќе си отреш. И затоа ја поштоваме и ние и наши деца. Остана тај. Нашите големи празници за седумте слави црква. Меѓувишенци од колено на колено се пренесува легендата за Света Спасица. Да дојте за седумте слави црковни како знаете. И многу сме среќни што имаме можност то да го, што е ковчежето во нашево село, во нашава црква и што е продолживме традицијата. Коските на Света Спасица и ден денес ги чуваме во оваа црква и ги негуваме. Нарочито имаме одбор еден задолжен кој на вистина перфектно ја врши работата и ни доваѓа девојки кои што, ете така, млади не се мажиле на време, една година, две закаснало и
Доваѓа тука е носат специјално на Свети Спас и оттаму ја враќат пак овдека и така натака. Од баба пребаба су. Обичајот многу го имавме убав, ама народот ни се растури, пак го правиме, мама мало. Јаганта колевне, на Спасоревне, во Пештерка долу. Народ полно. И така си го превне најубо. Ама ни се растуријали детова. Таа традиција ја продолжуваме, се бориме. Еве неколку души вечеров дојдоа и утре ќе дојдат луѓе, али мало се. Годинава младата Елена Тасиска од Охрид, чии корени потекнуваат од село Вишни, е девојката која ја продолжи традицијата. Таа, облечена во народна носија, успеа да го донесе ковчежето со моштите на Света Спасица до Пештерската црква. Вишенци ја продолжуваат традицијата за прослава на Спасовден. Луѓето кои потекнуваат од ова село го негуваат вековниот ритуал, онака како што го наследиле со векови од своите предци и како што се пренесувал од колено на колено. Ама тој пусти Мастрикс, не можеше да го заборавиме. И љубовта кон театарот, не можеше да заборавиме. Кога се растуриваше Вовчево, знаеш колку плачеја народ. Многу плачеја. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симунчевци. Воските на Иван и на Афродита, на Охридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинци гумени траја и тога пропадна за мајкот на. Традицијата ја зачувуваме со печат, овозможено од Бисери Филеви.